Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашиот тим и персоналот ќе ја подготвиме новата рецепта на денот. Во што се состои нашата традиција, нашите обичаи, нашите празници. Значи се состојат од многу љубов, специјалитети кои што се поврзани со нашите празници, кои што се прават специјално во тој дел на годината, што го обединуваат семејството, пријателите, роднините, заедно прославуваме и така натаму. Еден од таквите традиционални македонски специјалитети е подварокот, затоа што сега зелката е веќе стасана. Надворе кочан, минус температурата, значи тогаш зелката е најдобра. Подготвена за сарма, за салата од кисела зелка, подвароче, пита да направиме со кисела зелка, значи многу нешто имаме со киселата зелка. Најчесто сега, нели, за Нова година, за Божик, па за другите зимски слави и мендени, што не се постни, сакаме да направиме подвароч. Но подварок исто така можете да направите и да е посен. Да кажеме, ова рецепта нека биде универзалната рецепта, но сега ќе ви кажам зашто мене ми се допадна, затоа што не морам 1 час да ја пржам зелката. Тоа ми зема многу време и јас не можам да стигнам се да направам. Но благодарение на ова рецепта за подварок, верувајте дека вкусот е фантазија, а нема да ви земе воопшто време. Што ќе земе време, да кажеме, да насечкате зелката и кромидот и празот. Ете тоа е тоа. А ревната нека си биде пуштена, ќе треба повеќе време крчкање. За да го направите овој подварок, значи ако го правите посен, само не ставајте месо. Ако го правите нормално, регуларна, како што си е рецептата, тогаш ќе си биде со месо. За да го направиме овој подварок, нас ќе ни биде потребно 1 голем страк прас ситно сечкан, 1 голема главица кромит ситно сечкана. Ќе ни треба 2 до 3 супени лажици свинска маст и околу 1 децилитар масло за јадење. Ке ни треба 2 суви везени пиперки, 200 грама сланина, и тоа она сува сланина која што е димена на дрва, пресечена на коцки, и 200 грама може свински врат, печеница, се да е димено на дрво или некое ребренце димено, некоја вешалица димена, значи сето тоа на коцки. 1 зелка, средна големина, ситно насечкана. Понатаму ќе ни треба малку лукче, ќе ни треба 1 до 2 ливчиња ловоров лист, малку сол, црвен пипер, буковец и малку мешан сув зеленчук. И 1 чаша јува. Тоа ќе биде сосем доволно, затоа што не ставам ориз во овој подварок. Ќе ни треба и 1 тавче и сега ќе го ставам тука маслото и свинската маст заедно. Значи 1 децилитар масло и 1 полна лажица свинска маст. А другото што ќе остане од озгора ќе го ставам. Ќе ми треба 1 дрвена лажица и сега ќе го ставам прво кромидот да се прши. Така. Само, значи, го пржиме филот, буквално како фил. Колку да фати боја, меѓутоа без свинска маст, ако го правите посен, свинска маст не ставате. Само со масло го правите. Го пржите кромидот и празот на масло. Но јас го правам, еве, како да направите еден подварок за Божик, без да ја пржите зелката долго време.
Така, додека тоа си се пржи, јас ќе ги насечкам пиперките. Вака ќе ги здробам. Везена пиперка, може ли сарма или подвароче, без везена пиперка. Нема да биде тоа. Ако немате везена пиперка, па ставете само буковец. Битно е нешто, со нешто да го доловите вкусот. Така. И семчиња нека има, и тоа е многу убаво. Сега. Кромидот веќе се пржи. Сега, пред да го додадам празот, ќе го ставам сувото месо тука. Прекрасно. Ете така. Дури ако имате некоја чварка и чварка ставете. Сега треба да го фати врелото масло и сувото димено месо. Тоа е всушност што му го дава вкусот на подварокото. Така, сега и другата. И пиперката сега ќе ја ставам. Можам и вака. По подварокот само многу е важно кромидот и празот да се испржени. Еве и ова пиперка ја додавам. Така. Леле, што ќе биде ова. Ете така. Додека ова уште се пржи, јас ќе земам од свинската маст и ќе ја намастам тавата. Да лизга. Така. Слушнав дека ова свинска маст ја варат во 9 води тука. Во Златно буре, Дијана со тоа се занимава во кујната, секогаш да е добро се. Еве како си пушти бојчка пиперчето. Тука сега ќе си додадам и буковец. Буковец ќе додадам, а црвениот пипер при крај некаде. Еве едно кафено лажиче. Промешувам. Така. И сега го додавам и празот. И празот многу брзо ќе биде готов. На кромидот му треба малку повеќе, па затоа прво него го ставаме. Сега имаме, значи, домаќинки и домаќини кои што сакат да стават морковче или така нешто, ништо нема да го расипете вкусот, но оригиналниот рецепт си е прас, кромид, месо суво, зелка, свинска маст, везени пиперки. Тоа е тоа. Така. Нека си се пржи сега. Ќе го додадам и лукчето.
И сега правиме всушност како мусака од кисела зелка. Како мусака од кисела зелка. Немаме, рековме, пржење, го редиме првиот ред. Значи, половина зелка ставаме на дното на тавата, во земјена тава исклучиво или керамична. Така, да се покрие долниот дел. Или вие, ако ви е поголема тавата, или спремате за повеќе луѓе, тогаш ставете поголема зелка или две помали зелки, како сакате. Сега ќе треба да додадам уште малку масло. Така. Ако не е мрсен подварокот, тој не е подварок, додека не пливне горе маслото во тепсијата, во тавата. Сега не јадеме па секој ден подварок, треба си го направиме кејфот. Ете така. Еве го, празот е скоро готов. Ке му ставиме малку мешан сув зеленчук, исто едно кафено лашче. Јас во рецептата заборавив да кажам дека ни е потребен бибер. Сега ќе ги замолам од кујната да дојдат да ни донесат бибер. Тоа е за сите кои што се љубители на биберот. Ставете, ја гледам дека сега ми е моментот за ставање бибер, па и јас сум жив човек, па ја заборавам. Јас ке ставам бибер затоа што јас многу го сакам. А и не мора да се стави, затоа што имаме буковец. Одам до кујната и веднаш се враќам. Еве го биберот. Сега ставам и малку бибер. Сакам да има многу зачини. Ете така, нека има бибер. Сега ќе ставам и две ловорови ливчиња. Така. Добро. А за сол ќе видам на крај. Кога ќе ја ставам веќе јувата, тогаш ќе проверам. И сега го ставам црвениот пипер. Да. Yes. И тој каков вкус ке даде. Една полна супена лажица нека има. Нека има манџа македонска без пипер, не ја бива. Ете така. Супер. Одлично. Рерната на 200 вклучена. Кога ќе почне да крчка, значи строго затворена тавата со својот сопствен капак или фолија. Ете го филот. Морам сега да пробам малку. Ова колку е добро. Сега го ставам како мусака кога правите, така си го ставам. Значи, затоа ви велам дека ова е малку поинаков рецепт и концепт на подварок. Ете така. Леле, ова колку е добро. Ова значи, не можам ова да го оставам така. Како да го оставам така, убавина. Мислам дека сол воопшто нема да треба овде.
затоа што имаше мешан сув зеленчук, но и затоа сега ќе ја ставам јувата или расолницата да зоврие. Така. И сега ставам вториот ред на зелката. Жив човек се учи цел живот. Така, па зошто да пржиме толку многу? Вака и ова има да биде, кој ќе скипни како зелката. Ние не ги пржиме листовите на зелката, па пак од сармата не можеме да се тргнеме зимно време. Толку што е убаво. И ова ќе биде прекрасно. Ете така. Сега ќе му ставам малку свинска маст од озгора, вака. Така. Она ќе си пушти на секаде. Така. Супер. Еве, расолницата, значи важно е да не ја ставите студенот и многу време ќе треба да чекате додека постигне температура зајрето во тавата. И вака кога си е зовриено, ставите во топла ревна и тоа почнува одма да си крчка. Еве го. Доволно е. Еве, веќе пред зовривање, но доволно. Еве, чади. Ете така, готови сме. Она сега ќе си пушти вода и самата зелка. Не треба да има нели многу вода и не треба да има ова да има сос, да има течност, него треба добро да искрчкано. Кога ќе ставите во чинијата, да си биде така само зелка и месо. Да ви кажам, бев скоро време во Швајцарија кај мојата другарка Ели и кај незиниот сопруг Бате Ване, што си го викам јас од Грансон. И бевме во едно прекрасно традиционално ресторанче каде што служат кисела зелка, но киселата зелка ни рендана, ни сечкана, не знам каква беше, со еден колбас го послужа, бела зелката, бела. Ние кога ќе ставиме црвен пипер, буковец, везена пиперка, суво месо да се утепаш од јадење. И тоа е нели традиционален швајцарски специјалитет, но јас не го менувам за македонскиот подворок. Одам сега во кујна да го испечам, ви останете со вкусот на традицијата. Се гледаме кога ќе го испечам и ќе ја поставам трпезата. Ова што сега ќе го пробам, каков мирис имаше овде во ресторанот на Златно буре Кучково, па не можам да ви опишам. Сите гости што доаѓа ми прашуваат: Адријана, што правиш? Леле, вика, како убаво мириса. Кам, шо правам едно чудо од подварок. Еве, погледнете, ни пржење на зелката, ни ништо. Погледнете, еве, тоа е тоа што ви кажувам. Ето, уште дими. Замерак. Одлична комбинација со него е она руска салата од Туршија, топло лепче и нема зима. Еве, гледате, нема никаде вода. Ете, тоа треба. Баш она подварок. Баш убаво искрчкан. Леле, јас ви зборувам и само голтам. Леле, колку е добро.
А лудница. Ова е толку многу вкусно. Прстите. Да си ги излижете. Да го знаев претходно овој начин на подготовка на подваракот, верувате дека почесто ќе го правев. Мене навистина највеќе мака ми беше дека многу време требаше зелката да ја пршам. Путер. Значи ова е повеќе од убаво, што да ви кажам, повеќе од убаво. Направете го и вие и уживајте во овој вкус. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат? Разочарувањето не доаѓа од човекот, туку доаѓа од твоите очекувања од истиот тој човек. Значи сте го идеализирале. Затоа правете вистински избор со кого сте, кој е ваш партнер, кој е ваш пријател. Роднините не можеме да ги одбереме, но можеме да направиме селекција со кого ќе бидеме, а со кого не, затоа што сепак позитивната енергија е најважна во нашиот живот. На здравје!